Вчера како градоначалник доставив одлука до Советот, односно до советниците за забрана на градежните активности на територија на општина Центар на овој опфат. Река Вардар, улица Војвода Васил Аджиларски, улица Димитрија Чуповски, улица Македонија, плоштад Македонија и Камениот мост. На ваквиот чекор се одлучивме заедно, откако дознавме за одлуката на градските власти овде да се изгради транспортна улица. Со таквата улица дефинитивно ќе се уништи кеот, со таквата улица ќе се спречи движењето на граѓаните, со таквата улица ГТЦ ќе изгуби својата функционалност или во еден збор, се ако можеме да сублимираме, со таквата одлука ќе се изгуби едно од најомилените шеталишта на Скопјани. Сакам да потенцирам дека изминатите денови сите заедно многу внимателно следевме дебатата по ова прашање, внимателно разговаравме со нашите сограѓани и речиси сите се против ова одлука. И ние заедно, јас како градоначалник, заедно со советниците, сметаме дека ова одлука е штетна и непромислена. Ние сме должни да ги употребиме сите законски инструменти што ни се на располагање за да ги заштитиме интересите на граѓаните. Сакам многу прецизно да потенцирам дека ова одлука ќе остане на сила се додека градските власти не ја променат одлуката за изградба на ваква транспортна улица. На крај сакам да потенцирам нешто многу искрено, а тоа е да го повикам градоначалникот на град Скопје, господин Коце Траяновски, заедно да го одбраниме нашиот кеј. Ние сме спремни за соработка, ние сакаме да отвориме една дебата, јавна дебата, каде што ќе бидат поканети сите засегнати страни, каде што стручната јавност ќе го искаже своето мислење. Искрено ја подаваме раката за оваа соработка, очекувам тоа да го направи господин Коце Траяновски. Ви благодарам. Дали има некои прашања до мене, до советниците на оваа тема или на други теми? Постои можност на ви покрај вашите забрани, град Скопје дали има ингеренции такви некои за да може пак да продолжи да ја заврши својата намера? Они може да се дрзнат тоа да го направат, но тогаш ќе имат проблеми со нашиот инспекторат и што е најважно, ќе имат проблеми со законот. И законот е премногу прецизен. Знаете дека ова не е прв пат ја употребуваме ова карика, овој инструмент, прв пат го употребивме за катната гража кај Никофон. Многу јасно е дека овие законски прописи се на наша страна и не ги употребуваме за да се инетиме, го употребуваме затоа што сме убедени дека тоа е во интерес на граѓаните. Градоначалникот Коце Трајановски рече дека во основа тема рече дека законска врска е на градот да се даде дозвола на инвеститорот да се гради и дека ако не се даде дозвола ќе следат санкции за град Скопје. Како вие коментирате ова? Веќе со деталниот урбанистички план Мала Ринка од 2012 година улицата била предвидена. Деталниот урбанистички план беше донесен моментите кога се кршеше бараката на општина Центар. Сакам да потенцирам сега јасно дека во новиот детален план кој што го подготвуваме, ваква улица ќе нема.